Ако институциите не реагираат на изјавите на поглаварот на ИВЗ со кои шири говор на омраза и верска нетрпеливост, тој ќе биде дополнително ухрабрен да прави уште поголем јас меѓу верниците, вели за Алфа поранишниот генерален секретар на ИВЗ Африм Тахири. Според него реисот Сулейман Реджепи се повеќе го губи интегритетот кај верниците по низата изјави со кои директно ги навредува граѓаните. Ние лично очекуваме, ако подолго биде во исламска верска заедница, он ќе наштети уште повеќе на ИВЗ и муслиманите ќе губат доверба на институциите. Ако не се превземат мерки, ќе се губи доверба на институциите. Дали на вистина во оваа земја ние сакаме да имаме стабилна исламска верска заедница која ќе биде во служба на народот, во служба на државата. За нас од 2011 година поглаварот Реджепи е узурпатор на позицијата поглавар, а во последно време е узурпатор на исламската верска заедница. Ова не е прв пат поглаварот на исламската заедница да ги навредува македонците. И во 2014 реисот повикуваше на верска и национална омраза, па во изјави тогаш велеше дека македонските муслимани се албанци. Одружењето на муслимани за реформи во ИВЗ вела дека институциите остануваат глуви за изјавите на Реджепи, но не реагираат ниту на нивните пријави поднесени уште во 2015 и 2016, кога според нив реисот ја злоупотребил својата положба како поглавар на верска заедница. Се уште ја имам добиена договор наскоро дека се работи на тие предмети, не се отфрлени, но се работи и се собират докази. Но тоа што долго трае, тоа го охрабрува и он продолжува и понатака со злоупотреба на цела верска институција. На некој начин Сулейман Реджепи работи против Сулейман Реджепи. Тоа е жално, значи, а уште пожално е тоа што сите муфти или имами го толерират и досега не слушаме со некој исклучок, не слушаме дека се реагира, има некоја реакција бурна против ваквите изјави кои се во спротивност со исламските начела. Денеска и владата го осуди наративот на Реджепи за кој тој лично се пофали на социјалните мрежи, објавувајќи видео во кое македонскиот народ го карактеризира како исклучително див, па од тука нема идентитет ниту ќе го има. Против поглаварот на ИВЗ вчера кривична пријава поднесе и Хелсиншкиот комитет, но никаква реакција нема од надлежното обвинителство.